Како се развива технологијата, се развиваат и обидите сите овие лажни вести некако да се стават и во правна рамка. Некои од земјите во регионот, а богами и во светот, веќе носат некој вид на закони да може правно да се одговара за ширење на лажни вести. Меѓутоа сега во Македонија за лажна вест може да се одговара само доколку со неа сте предизвикале сторување на некое друго кривично дело. Лажните вести се неправо поведение. Тоа во сите држави е неправо поведение и кај нас е неправо поведение. Во зависност од тоа кое добро е нападнато со лажната вест, зависи и одговорноста според таа лажна вест. Доколку се работи за лажна вест која го напаѓа некое лице во однос на клеветнички изјави, тогаш се одговара по согласно граѓанската одговорност за клевета, која што е предвидена како граѓански деликт и се суди во граѓанскиот суд во судовите кои што судат граѓански деликти. Доколку е нападнато неправо со лажната вест која што законодавецот оценил дека се прекршува одредена правна норма која што е од значење за државата и за граѓаните и за тоа воспоставил одредено прекршочно поведение, односно неповедение, тогаш се одговара прекршочно за таа лажна вест, се изрекува одредена глоба доколку се ефектуира таа лажна вест и се лиферува во медиумите и предизвика таква штета. И третото и најтешкото е кривично правно действие кое што е најтешко казниво поведение за лиферување на лажни вести, меѓутоа тоа е обременето и со други обележја на соодветни кривични дела кои што треба да бидат исполнети и тогаш веќе се бара ангажман и од јавното обвинителство за кривично гонење, каде што и санкциите за овие лажни вести се многу потешки од засторителот. Но и во Македонија сериозно се работи на тоа да се донесе некоја правна рамка. Како што сме информирани, банкарскиот систем, но и здравствениот систем се повеќе притискаат да се направи некоја форма да се одговара за ширење на лажни вести. Зошто? Банкарскиот систем, доколку некој прошири вест, вадете си ги парите од банка затоа што од утре веќе нема да можете, ќе ви пропаднат, и ако таа вест се рашири и луѓето поверуваат во неа, тогаш сите ако ги извадат парите, ќе ни крахира банкарскиот систем. Тоа е едната можност од последиците од ширењето на лажни вести. Или во здравствениот систем, доколку некој поверува на некоја информација и со тоа го загризи своето или јавното здравје, последиците може да бидат многу големи. Наша баба, наш чичко, ќе потпадне под влијанието, ќе испие погрешно апче, ќе пропушти некој апче. И штетата кој ќе ја плати? Нема да ја плати креаторот на лажната вест. Ние. Така што борбата за да се заштитиме, вклучително и правна, е важна, меѓутоа секогаш имаме доволно закони со кои што може да се постапува додека да го донесеме новото законодавство. Да сублимирам. Ново законодавство апсолутно пурнак на европското и американското, следејќи ги сите добри пракси, но под број 2, до тогаш имаме одлична законска регулатива, треба да се почитува и брзо да се реагира за да не дојде до во најава и во Македонија да имаме некој вид на нова рамка која што ќе ги вметне и лажните вести. Значи, ќе можете да бидете повикани на одговорност.